Почитувана јавност, почитувани медиуми, јас имам три пратенички прашања. Првото пратеничко прашање ми е до председателот на Владата на Република Македонија, второто ми е до Министерката за труд и социјална политика, а третото ми е за Министерот за финансии, но еве ако не е тука Министерот за финансии, тогаш може и премиерот да го одговори прашањето. Она кое што е важно и кое што се случува изминативе денови во јавност, односно кое што е една од најсериозните теми во нашето секојдневие, се спорниот договор со Бехтел и ЕНК, како и спорните закони и самиот договор кој што се крие од јавноста. Имено во подносениот закон за експроприација има два спорни члена. Членот 2, каде што веднаш во владение се предава имотот кој што бил подлежен на експроприација и без одлуката да стане правосилна, значи тоа се додава како член 2, а во членот 3 ставот 5 се додава уште една одредба каде што се изремнуваат статусот на легалните и бесправно изградените објекти. Она кое што треба јавноста да го знае дека на овој начин исто ќе се обештетуваат и оние кои што се легални градби и оние кои што се нелегални градби во моментот на трасата. По она кое што го кажаа владините функционери, 45% од трасата поминува на приватен имот. Доколку се знае каде поминува трасата, тоа значи дека ние во наредниот период можеме да имаме наплив на дивоградби кои што ќе се почнат да се градат во овој момент на самата траса и кои што за 3 месеци веќе би можеле по законот на кој што е предложен, односно законот кој што вие сте го предложиле во собраниска процедура, истите тие да добијат обештетување како оние кои што имаат легални градби. Вие со овој закон ќе ги израмните оние кои што имаат платено давачки, комунали, кои што извадиле градежна дозвола и кои што ги имаат подмирено сите давачки, наспроти оние кои што немаат подмирено никаква давачка. Тоа значи дека, ако е трасата позната, никој нема да ги спречи, оние кои што сега се блиски до власта ги купуваат имотите, да почнат да градат карабини, за да веднаш после тоа по основ на изграден објект на траса не добијат обештетување од страна на државата. Тоа кое што е важно е дека со вака донесениот закон ќе се струши целиот плански развој и нема да има никакви потреби од детални или генерални урбанистички планови. Конкретно прашањето до премиерот ми е следно: кои се последиците кон Република Македонија ако што се превземени од договорот, доколку овој закон не се донесе во ваква форма во која што е предложена? Вие го знаете договорот, по она кое што можевме ние да го видиме, односно верзијата која што ние ја имаме, дека по законот за работни односи државата ќе треба да исплати пенали, или вие тоа го кажувате на некаков начин. Еве ќе ви го повторам уште еднаш прашањето. Согласно договорот или обврските кои што треба на Македонија да ги превземе со комуникациите со Бехтел и ЕНК, кои се последиците доколку законот за експроприација не биде донесен во форма во која што вие сте го предложиле до собранието? Тоа ми е првото прашање. Второто прашање до Министерската за труд и социјална политика ми е следно. Во самиот договор, почитувана министерки, имате одредби кои што укажуваат дека само 30% од работниците ќе бидат ангажирани од домашниот пазар. Тоа е овој дел од договорот, односно страната 427 од договорот кој што го имате подпишано со Бехтел и ЕНК. Тоа значи дека 70% од работниците кои што ќе бидат ангажирани на трасата и на овие проекти ќе бидат работници од странство. Тоа го пишува во самиот договор. Односно тоа значи дека од целата сума која што македонските граѓани ќе ја исплатат за изградба на овие проекти, 70% ќе завршат во странство. Дополнително, со овој закон се дава можност да работниците кои што ќе дојдат од странство не треба да извадат дозвола за престој и работна виза. Тоа значи дека веднаш штом ќе дојдат на тлото, без овие два документи да бидат извадени, ќе можат веднаш да стапат на работа. Што значи дека ако 6 месеци после тоа се утврди дека некој од нив бил безбедносен ризик, целиот тој ризик остава само да плута во воздух, односно не се решава тоа прашање. Исто така, треба да одговорите, кога сите синдикати се на нозе и кога за прв пат во историјата првомајскиот протест, наместо да го носи насловот за поголеми работнички права, ќе го носи насловот дека овој договор треба да биде поништен. Вие, како министер, кој што е надлежен за правата на работниците, односно министер, кој што треба да ги брани истите тие интереси на тие работници, мене ме интересира следно. Со овој закон во Македонија, како единствена држава во Европа, ќе се воведе 12-часовно работно време во текот на денот и 60-часовно работно време во текот на неделата. Тоа значи дека овој закон ќе биде робовладителен, ќе ги експлоатира работниците и нема да има никакви дополнителни предности. Ме интересира следново и прашањето кон вас,
е следно. Кој е вашиот став како министер, вашето мислење како министер за работниците на овој закон, како закон кој што е спротивен на устав, на сите закони, на сите декларации и на сите подпишани меѓународни конференции од страна на работниците, синдикатите, Министерството за заштита на заштитничките, односно на работничките права. Третото прашање ми е до министерот за финансии. Почитуван министер, важно е да се осознае дека со врските кои што сега и веднаш државата ги превзема со тој договор, откако е подпишан, а договорот беше подпишан на 8 март, 8.3, во самиот договор таа дата се нарекува и ефективна дата. Што значи дека од таа ефективна дата ние превземаме неколку обврски кои што ќе треба да ги завршиме како држава. За двајте обврски од аспект на авансно плаќање можеме да разговараме, но ете тие нема да ги споменувам. Мене ме интересира една друга обврска која што ние сме ја превзели. Почитуван министер, до 6 мај, согласно договорот кој што ние го имавме даден на располагање од свиркачи и нашите сознанија, а за кој што досега ниту еден функционер од владата не демантираше, треба до 6 мај да исплатиме 53 милиони евра под ставка пенали за Бехтел и Енка, затоа што до рокот 22.4.2023 година не е направена промена на законот за работни односи, каде работните часа од 40 часа неделно треба да се зголемат на 60 часа неделно. Поради ова, државата исто така ќе му плаќа на изведувачот и пенали од 1.265.000 евра секој месец до завршување на проектот, затоа што врската за промена на законот за работни односи не е исполнета. Дополнително е предвидено да се плаќаат уште 900.000 евра месечно додека законот не биде донесен. Ве молам да внимавате зашто прашањето е до вас. Дали по основ на пенали или по основ на формулацијата која што вие имате усвоено и која што согласно соопштенијата на владата беше пуштена во јавноста, која што гласи дополнителни трошоци на изведба, еве не мора до 6, до 10 мај Министерството за финансии од централниот буџет ќе изврши исплата до компанијата Бехтел и Енка за обврска превземена во истиот тој договор, а заради недонесување на законот за работни односи. Со тоа што би сакал да ве потсетам да бидете многу внимателен во одговорот што ќе ми го дадете, затоа што и премиерот и оној координатор за криминал, односно за овој проект, кажа дека секоја исплата ќе биде регистрирана на отворени финансии, што значи дека исплатата која што евентуално Министерството би ја извршила по овој основ ќе биде објавена на отворени финансии. Ова се моите прашања и очекувам концизни одговори затоа што сметам дека бев доволно јасен. Благодарам.